Боро Стојчев и неговите соучесници се обиделе да шверцуваат цигари во Бугарија преку див премин. Јавното обвинителство Струмица поведе постапка против градоначалникот на Ново село и уште 4 други лица за криумчарење и бара притвор за 4, а забрана за напуштање на живеалиште и одземање на пасош за едно од лицата, кои вчера беа фатени на дело. Неофицијално, дел од соучесниците се најблиските членови на семејството на Стојчев. Штеките со цигари во вредност од речиси 53.000 евра биле поделени во 2 возила и придружувани од еден мотор, но полицијата им го попречила патот до границата. Лицата се осомничени дека се обиделе да пренесат непријавена стока цигари преку див премин на македонско-бугарската граница. Од страна на овластени полициски службеници биле откриени и сопрени на 2 километри од граничниот камен, при што во двете возила со кои се превезувале им биле пронајдени 66 картонски кутии со околу 3300 штеки цигари, во вредност од 3.245.000 денари. Надлежен јавен обвинител до Основниот суд Струмица предложи определување мерка притвор за 4 лица, додека за едно, од здравствени причини, се предложени мерки на предпазливост, забрана за напуштање на живеалиштето, престојувалиштето, одземање на патната исправа и обврска за повремено јавување во суд. Се вели во соопштението од обвинителството, за ова дело предвидена е затворска казна од 6 месеци до 5 години. Претходно денеска, полицијата извести дека еден од осомничените се обидел да избега, но не успеал во намерата поради предупредувачките истрели на полицијата. Боро Стојчев доаѓа од редовите на СДСМ, а на градоначалничката функција седна во октомври лани. Во неговиот анкетен лист пријавил дека поседува само наследено земјиште и автомобил на лизинг, а целокупниот недвижен имот, 3 автомобили, како и пчели и крави, се на име на неговата сопруга, децата или неговите родители.